Златокоса и трите мечки. Некогаш одамна, во една тивка зелена шума, каде што дрвјата шушкаат како да пеат приспивна песна, живееа три мечки во една убава дрвена кукичка. Таму живееше таткото мечок, голем и силен, со глас како тапан. Мајката мечка, мирна, грижлива и секогаш се средено држеше. И малото меченце најсладко, најмалечко и малку разгалено. Еден ден мајката мечка сготви каша и ја стави во три чинии, голема, средна и мала. Но кашата беше многу жешка. Ајде на кратка прошетка, рече мајката мечка. Нека се излади малку кашата. И така, трите мечки излегоа на прошетка во шумата, а кукичката остана тивка и празна. А во истата шума шеташе едно девојче со жолто-златна коса, па затоа сите ја викаа Златокоса. Таа беше многу љубопитна. Кога ќе видеше патека, мораше да види каде води. Кога ќе слушнеше нешто, мораше да провери што е. Така, одеднаш меѓу дрвјата ја здогледа кукичката. Леле, колку е убава, си рече. Троп на тивко. Троп, троп. Никој. Проба уште еднаш. Троп, троп, троп. И пак никој. Па се навали на вратата и таа се отвори. Само ќе дзирнам, си рече. Само една минута. И влезе. Во куќата мирисаше прекрасно, а на масата стоеа три чинии со каша. Златокоса проба од големата чинија. Уф, премногу топло, вруќо како оган. Проба и од средната. И ова е жешко. Па ја проба малата. Ова е одлична, топличка. И не застана на една лажичка. Ја изеде целата кашичка од малата чинија. Откако се најаде убаво, сакаше малку да седне, да одмори. Големиот стол и беше преголем, средниот претврд, а малото столче, ова е идеално. Седна, се намести, се заниша малку. Крак! Столчето се скрши. Ој, прошепоти Златокоса и се засрами. Ја фати сон и отиде да провери што има во другата соба. Виде три кревети. Големиот ќе ми биде премногу голем. Средниот е премек. Ќе си легнам во малечкиот, направен како за мене. И Златокоса заспа. По некое време, мечките се вратија дома. Таткото мечок погледна во кашата и се намурти. Некој јадел од мојата каша. Мајката мечка извика. Некој пробал и од мојата каша. А меченцето погледна во својата чинија и жално рече. Некој ја изел мојата каша. Цела. Потоа ги видоа столовите. Некој седел на мојот стол, рече таткото мечок. Мајката мечка изненадено рече. Некој седел и на мојот стол, а меченцето погледна тажно и викна. Некој седел на мојот стол и го скршил. Кога отидоа во другата соба, се изненадија. Некој лежел на мојот кревет, рече таткото мечок. Некој лежел и на мојот кревет, рекла мајката, а меченцето застана малку намуртено и покажа со прст. Некој лежи на мојот кревет и уште е тука. Златокоса ги отвори очите и ги виде трите мечки пред себе. Една голема, една средна и една мала, ама лута. Таа писна.
скокна од креветот, излета од собата, ја фати вратата и потрча низ шумата побрзо од сопствената сенка и не застана се додека не стигна дома. Таа вечер Златокоса си легна во својот дом и тивко си рече: никогаш повеќе нема да влегувам во туѓ дом без дозвола, затоа што домот е важно место. Домот не е само куќа, домот е топлина, сигурност и мир. А трите мечки си живееа мирно во својата куќичка, со својата кашичка, со своите столчиња и со своите креветчиња. И шумата повторно беше тивка.